Дали неговото семејство се обрати до вас и која е вашата улога во тој случај? Семејството си уште се нема обратено до Хелсиншкиот комитет за човекови права. Ние всушност дознавме преку медиумите, односно од прилогот од 24 вести, од реакциите кои што ги има во социјалните медиуми. Најпрво би сакала да истакнам дека во овој случај првенствено отсуствува онаа хумана димензија, значи ние буквално бевме згранати кога прочитавме дека лицето било оставено и автобусот организираниот превоз продолжил на митингот, меѓутоа тоа не изненадува поради тоа што во последно време знаеме дека партиските интереси секогаш се над човечките интереси, меѓутоа сепак сме изненадани зошто не останале на местото на настанот да го почекаат Министерството за внатрешни работи. Всушност ова е од изјавите на семејството, врз основа на кои што сепак може да се процени значи што се случило, меѓутоа нема официјални информации. Поради тоа апелираме со оглед дека случајот добива веќе голема медиумска покриеност. Има реакции на социјалните мрежи дека Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство треба да излезат со точни информации за случајот. Семејството нормално може да се обрати до Хелсиншкиот комитет доколку смета нели дека може да му се обезбеди правна помош во конкретниот случај, меѓутоа како и да е, ние моментално го следиме случајот преку медиумите. Така, дали вие и без тоа планирате да побарате одговорност за овој случај и кои се оние од кои што треба да се побара одговорноста, бидејќи во прашање е доведена безбедноста на целото организирано патување? Најпрво сакаме да видиме значи Министерството за внатрешни работи да излезе со официјално соопштение во кое што ќе биде точно наведено значи како бил извршен увидот, најпрво дали му било обезбедена здравствена заштита поради тоа што прочитавме дека наводно лицето или починало на лице место, како било констатирано тоа, потоа јавното обвинителство кои мерки ги има превземено, освен обдукцијата, значи дали има некаков не знам договор меѓу организаторот, меѓу лицето и така натаму, па потоа би скочила нели со официјален став за случајот. Меѓутоа дефинитивно треба подетално известување од страна на надлежните институции, поради тоа што граѓаните, земајќи предвид сите настани што се случуваат изминативе години и ситуации во кои што воопшто нема ниту кривична одговорност од јавни функционери, да не зборувам за морална одговорност, нормално дека веќе се сомневаат во секој нов случај, дека отсуствува реакција, соодветна реакција од страна на надлежните институции, токму затоа сметаме дека тие навистина треба детално да известат за овој конкретен случај. Вечер во дневниот билтен на МВР од вечерта единствената информација која што беше пласирана е дека е пронајден прегазен пешак. Немаше друга информација. Дали ова значи зошто овие детали за кои што говори семејството беа изоставени од дневниот билтен? Дали тоа говори дека не бил целосно извршен увидот? Со оглед дека немаме разговарано со семејството, значи прво треба да се утврди од каде им се тие информации. Второ, тие не беа навремено известени. Значи за смртта нели дознале неколку дена подоцна, што значи има отсуство на информација од страна на институциите. Токму затоа сметам дека треба да има од страна на Министерството за внатрешни работи подетално известување од страна на јавното обвинителство. Значи сето она што сега можам да го кажам би било на ниво на шпекулации и точно затоа заради тоа што граѓаните бараат информации за овој случај, надлежните институции мораат да излезат со точни информации што всушност се случило. Дали прибрали информации од страна на организаторот, заради тоа што тие дури да го напуштила местото, значи Министерството за внатрешни работи мора да собере информации од страна на други сведоци во конкретниот случај, па дури да го напуштила местото мора да ги мора да бара информации од нив, заради тоа што во комбето може би имало некакви сведоци што виделе нешто и врз основа на сето тоа да се констатира дали одговорноста е единствено индивидуална или може да се бара одговорности од организаторот.